Пред речиси 4 години започна кампањата на СДС за живот во Велес, во која се ветуваа огромни проекти за подобрување на животот на граѓаните. Се ветуваа капитални инвестиции, инфраструктурни проекти, здрава животна средина, развој на културата и спортот и така натаму. Денес, на неколку месеци од истекот на мандатот на Коцевски, можеме да констатираме дека сите овие години се само една празна црна дупка за градот. Од ветените капитални проекти имаме реализација нула. Ги нема ниту трговско-деловниот центар Градски пазар, катната гаража во Велес, за гасификацијата веќе и не се зборува. Немаме собирни канали за атмосферски води од горните улици на грајот. Го немаме кеот, ја нема пречистителната станица, хидроцентралите, обиколницата и така натаму. Односно, од вкупно 23 ветени капитални инвестиции имаме реализирано нула, а повеќето од нив требаше да започнат со реализација уште во 2018 година. Граѓаните на Велес исто така беа изманипулирани преку проектите за развој на урбаните и местните заедници, но досега од 159 проекти гледаме само бледи ветувања и ништо друго. Од време на време нешто ситно ќе се чепне, колку да се каже дека нешто се работи. Градоначалникот Коцевски со неговите советници и администрација последниот месец се будат од зимскиот сон и сакаат да покажат дека има некакви градежни активности, кои за жал се далеку од она што го ветува, и токму затоа се овие резултати на анкетите на МЦМС за најдобар градоначалник, каде нашиот има само 1,4% рейтинг. Нешто подобар Коцевски е во искористувањето на програмите на Македонија пат подружница Велес за рехабилитација на патиштата со 2,62%, вкупно за 4 години. После 3 години спиење, тие се избориле за 15 милиони денари, со кои сега се асфалтираат северниот и источниот влез на градот, и тоа се представува како некаков успех. А бога ми е и успех со оглед на тоа дека за 2018, 19 и 20 година овие средства во нашата општина се 0 денари. За споредба, општина Чашка за овие години искористила 232 милиони денари или 190 милиони додека ние сме имале 0. Општина Кавадарци искористила 82 милиони денари или 27 додека ние сме имале 0, а Гевгелија 127 милиони денари. Тоа е тој успех со кој што се гордеат локалните власти. Истото се случи и со распределбата на средства од ТАФ Македонија, каде сите општини во регионов, освен Гевгелија, добија поголеми средства од Велес. По однос на распределувањето на средства за финансирање на проекти од областа на животната средина за 2021 година со вкупен износ од 65 милиони денари, Велес повторно има нула. Иако имаме екологист представник во законодавната власт, тие не успеа да се изборат за својот град да го направат подобро место за живење. Истите овие челници на СДС од Велес не успеа да се изборат ниту за кеј, ниту за обиколница, ниту за мостовите од нивните програми за Башино село и Речани, кои, иако ние како опозиција пробувавме да ги вметнеме во буџетот за 2021 година, тие не го поддржаа тоа, а нашата цел беше да се олесни теретот од буџетот на општина Велес. За крај, почитувани властодржци, најтопло ви препорачуваме да не трошите време во пишување на нови програми за предстојните локални избори. И во ваш стил, затоа што промовирате дигитализација без хартија, доколку сакате, ние ќе ви ја доставиме вашата програма од 2017 година во PDF формат и водете се по неа, затоа што таа остана празна и нереализирана од почеток до крај.